И покрај директните опомени од Европа преку нивниот амбасадор во земјава, власта со години е глува за состојбата на комплексот на Централната македонска пошта, кој што е еден од 7 загрозени културни споменици на европско тло, прогласен од Европската организација Европа Ностра. Како Желка и Полжав, така и Министерството за култура заедно со македонски пошти работат на санација на ова монументално дело среде центарот на Скопје, кој беше опожарен уште во 2013. Вице-премиерот Битики најави финални резултати од работната група при Министерството за култура и македонски пошти, која што треба да работи на санација на кровот со почетни 10.000 евра, грант доделен од Европа Ностра. Но според информациите на Алфа, кога ќе легнат парите и кој ќе биде одговорен за надзорот и реконструкцијата на зградата, засега никој не знае. Има работна група помеѓу Министерството за култура и македонски пошти за да се види начинот како е возможно од друга институција да се инвестира во објектот, во дел од објектот на македонска пошта. Мислам дека се во финална фаза на елиминирање на правните недостатоци кои што не овозможува до сега да се интервенира и дека во догледно време ќе доја со предлог на владата. На прашање што презало досега Министерството за култура, во телефонски разговор за Алфа кратко појаснија дека се работи на случајот, но засега нема ништо што треба да се објави јавно. Во меѓувреме, евроамбасадорот Гир неколку години поред ја потсетува власта дека треба итно да се санира зградата. Исто, неколку години поред се менуваат и директори од СДСМ или ДУИ и секој во својот мандат ветува санација и реконструкција, но попусто. Актуелната директорка Бујаре Абази во телефонски разговор за Алфа потврди дека се работи на ово прашање, но не беше информирана околу деталите. Изгледот за зградата е рефлексија на работењето внатре. Граѓаните честопати јавно се жалат дека пратките доцнат, а понекогаш воопшто не ни стигнуваат. Можеби пукнатините и кабрио изгледот на зградата не им пречи на надлежните, но затоа пак за хигиената внатре се многу ригорозни. За вртоглави, еден за прека 2 милиони евра, Македонска пошта пред само 2 месеци на тендер избра фирма 2 години да ја оддржува хигиената во комплексот. Волјата на одговорните за тоа што и како ќе се трошат буџетски средства сведочи за руинираната состојба на зградата, која што е дело на архитектот Јанко Константиновски и од витално значење за бруталистичкото наследство во Скопје и во Европа.